Доколку се случи енергетска криза и одредени рестрикции, тоа длабоко ќе го погоди бизнис секторот. Оценуваат од Организацијата на работодавачи, од каде се надеваат дека владата ќе ги преземе сите потребни мерки да не дојде до тоа. Исто така работодавачите се погодени и од најавеното покачување на минималната плата, за кое се против тоа да се случи во овој момент. Периодов е не актуелен и не компатибилен да се зборува и да се лицитира со минималната плата во услови на пандемија и во услови на намалена продуктивност на компаниите. Работодавачите бараат измени во Законот за работни односи, со кои што би се зголемили обврските и казните за работниците, а не само истите да биле пропишани само за работодавачите. Бараат и намалување на темпото на усогласување на нашето со европското законодавство. Не треба да брзаме со стрикно усогласување со тие директиви, затоа што се ние наоѓаме на многу поинако степен на развој. Значи, далеку е времето кога ние би станале членка на Европската унија. И тогаш е окей да се применат сите директиви. Но вие гледате дека и во Европа има многу различен степен на развој на разни држави. И тие се свесни за тоа. Бидејќи сега кога зборува за европски закон за минимална плата, веднаш стана јасно дека не може да биде минимална плата во Бугарија и Романија иста како онаа во Швајцарија и Англија. Работодавачите велат дека во овој период како помош за стопанството добро би било државата да се откаже од дел од акцизата за гориво.